Кога за прв пат стана пратеник во собранието 2014 година, Петре Шилегов рече дека адвокатската кариера ја ставил во втор план. Иако како адвокат заработувал многу повеќе пари, рече дека одлучил да стане пратеник затоа што сакал да се бори против тогашната власт на ВМРО-ДПМН. Но во 2015 година Шилегов добил известување од Државната комисија за спречување на корупција дека не може истовремено да биде пратеник и управител на неговото адвокатско друштво, бидејќи постои судир на интереси. На ова известување Шилегов тогаш ја упати комисијата да истражува криминал и корупција кај тогашната власт, а не кај пратениците на опозицијата. Од изборите во октомври 2017 година, Шилегов е градоначалник на град Скопје, една од најбогатите општини во Република Северна Македонија. Тој е една од клучните фигури во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, партија која дојде на власт во 2016 година. На градоначалничката позиција тој дојде со ветување дека ќе го среди главниот град, решавајќи неколку кручни проблеми, меѓу кои загадувањето. Шилегов важи како најголем критикувач на власта на ВМРО-ДПМН, партија која водеше државата од 2006 до 2016 година. Незиниот стил на владење беше предпознатлив по фаворизирањето на луѓе кои беа блиски до неа и попречување на сите оние кои застапува спротивни ставови од власта. Според податоците до кои дојде скуп, Шилегов во 2013 година, само една година пред да биде избран за пратеник, важел за еден од најбогатите адвокати. Во таа година актуелниот градоначалник бил меѓу тројцата најплатени адвокати во државата, пријавувајќи добивка од скоро 300.000 евра. Пред него е само адвокатското друштво Костовскиот Дохрид, со пријавена добивка од околу 420.000 евра, и Георги Димитров адвокати со над 310.000 евра добивка. Понатаму, на листата 10 адвокати со најголема добивка во 2013 година се и Александар Михајловски со околу 250.000 евра, Драган Поповски со околу 200.000 евра, додека по околу 150.000 евра добивка имаат пријавено адвокатите Бранко Радојчиć, Дејан Зиковски, друштвото Чукиć и Марков, Степан Николески и Никола Додевски. Од 2013 до 2017 година листата на топ 10 адвокати се менува, но нивните добивки постојано растат. Највисоката добивка за период од 5 години ја има остварено адвокатско друштво Ѓорги адвокати Скопје во износ околу 2.200.000 евра. Само во 2017 година ова друштво има пријавено добивка од околу 700.000 евра. Адвокатот Дејан Зиков пријавил добивка од 1.200.000 евра во период од 4 години. Адвокатот Борис Ношпалб за 3 години остварил добивка од над 600.000 евра. Гордана Дувњак е искусен новинар и уредник која долго време ги обсервира случувањата во судскиот систем, но и автор на дебатната емисија Правда и неправда, која се емитува на телевизијата 1 ТВ. Таа се согласува дека сепак треба да има намалување на адвокатските тарифи. Адвокатскиот тарифник предвидува цела една низа најразлични услуги, меѓутоа како и да е, од најбаналната, најобична услуга, што значи пишување на никаков најобичен тарифник, ќе видите како има таму подкатегории. Значи, најмалиот износ што ќе го наплати адвокатот за обичен поднесок тргнува од 1.000 денари, па се заклучно до 18.000 денари. Затоа што цените им зависат од висината на вредноста, но и од запретената или предвидената казна. Адвокатите не сакаат да зборуваат пред камера на оваа тема. Велат дека адвокатските тарифи се соодветни на услугите и нивното намалување би значило удар врз адвокатската фела. Според нив, реакциите од граѓаните се повеќе кон нотарите и извршителите. На оваа тема не сакаше да зборува ниту претседателот на Адвокатската комора Љубомир Михајловски. Во куст телефонски разговор со Скуп, тој демантираше дека ќе има намалување на тарифите.
Но затоа граѓаните наголемо се жалат за високите давачки за мали долгови. Тие негодуваат на превисоките цени на адвокатските услуги. Посебна приказна е застапувањето на суд. Секое одење на судско рочиште чини. Секој нов ден се наплатува. Ако се исцрпат сите правни средства во земјата и во македонскиот правен систем, ако сакате да поднесете пред Европски суд за човекови права апликација, може на некој начин да ве одврати висината на сумата. Затоа што има една парадоксална ситуација. Апликацијата пред Страсбур е бесплатна, меѓутоа услугата на адвокатот, кој што треба да ви подготви апликацијата, чини 1000 евра. Цените за адвокатските услуги скокнаа од 30 до 100% со новата тарифа за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите која стапи во сила минатата година. Најниската цена за услуга на адвокат е 1300 денари и тоа само да му се даде полномоштво за да ја застапува странката пред суд, нотар, во договори или спорови. Ако работникот загуби работно правен спор, тој ќе треба на адвокатите, на работодавачот, кого го тужил за кршење на работничкото право, да им плати околу 150.000 денари или 2500 евра пресметано за просечен долг судски процес од 1 година. За полесно кривично дело, за кое е предвидено 1 година затвор, се почнува од 5000 денари паушал за адвокатските трошоци, па потоа се наплаќа за секој измина час на рочиштата. Сите овие трошоци се плаќаат секој ден одново. За дела казниви со затвор пак до 10 години, предвидено е да се плати 14.040 денари и тоа само со влегување на суд. Секој нареден час се плаќа по 20% од пресметаната цена согласно законот, кој изнесува 11.700 денари, односно 2.340 денари по час. Цената е непроменета дури ако спорот трае со денови, месеци па и години. За потежок спор или за казна затвор до 15 години, како и во полициска постапка, странките за секој рочиште ќе треба да платат по 12.000 денари па нагоре. За потешки дела пак, наградата за адвокатот ќе стартува од 18.000 денари па нагоре за секој судски ден. Искусниот новинар Љубиша Станковиќ со години ги следи случувањата во судството. Тој смета дека ваквите високи тарифи ги демотивираат граѓаните да си ја побараат правдата, иако може тие да се во право. Видете, адвокатскиот тарифник си е работа на адвокатска комора. Тие го донесуваат, тие ги поминуваат одредбите во тарифникот. Сега, зависно од тоа што треба да се суди и што е предмет на судење, се и нивните вако тарифи. Во смисол, појавување на рочиште може да кошта некој 5 до 6.000 денари, меѓутоа може да кошта и 30.000, 500 евра. И тоа се е поврзано со висината и тежината на предметот. Значи, зависно од тоа дали се брани убиство или се брани, не знам, джебна кражба, која во принципа и не треба бранител. Дали се судите во граѓански предмет за, не знам, за нива која чини 2, 3 или 5.000 евра, или се судите за некој спор кој што очекувате добивка од 1.000.000 евра. Од 1 јануари 2017 година, ангажирањето на адвокатите е задолжително во издавање на оставинска постапка. Ако родителот сака да му препише имот на своето дете, ќе мора да плати 3.900 денари на адвокатот. Претходно, сето ова можеше да се направи само со заверка од нотар. Според адвокатскиот тарифник, ако купувате сега стан од 50.000 евра, според адвокатската тарифа, само да ви го состави договор за пред нотар, на адвокатот треба да му платите 15.600 денари. Точно е дека таксите за обичниот свет, за обичниот граѓанин се големи и затоа луѓето и ако знаат дека се по право, и ако знаат дека условно кажано има добитна пресуда, меѓутоа кога ќе видите дека
треба да даде 60.000 уште е лимит. Судска такса да плати од 1000 евра, ретко кој ќе се нафати да се суди. Така да, во принцип, имате, знаете, од добиена варијанта имате класично изгубена приказка. Ваквата позиција на адвокатите во однос на тарифите е заслуга на тогашниот претседател на Адвокатската комора на Македонија Никола Додевски. И тој е на листата на најбогати адвокати во државата, на 6-то место со остварена заработка од 1 милион евра за само 4 години. Од Министерството за правда велат дека не се предвидува намалување на адвокатските тарифи. Како носители на јавни овластувања, тарифата на извршителите и на нотарите е предмет на уредување на Министерството за правда, за разлика од онаа на адвокатите, која ја уредува самата адвокатска комора.